Оваа медитација ќе те научи како да го прифатиш стравот и полесно да се чувствуваш во ситуации кога стравот те скрапчува и блокира. Најди мирно место, смести се комфорно и затвори ги очите. Со помош на своето свесно дишење, за почеток опушти го своето тело колку можеш повеќе. Со своето свесно вдишување, примети ја состојбата во која се наоѓа во овој миг твоето физичко. Со своето свесно издишување, опушти го своето физичко тело што е можно повеќе. Опушти го секој негов дел, почнувајќи од својата глава, па си до прстите на твоите стопала. Свесно вдиши и свесно издиши. Фокусирај се на подрачјето на своето срце и нежно положи ја својата лева дланка на своето срце. Сега и овде, во себе, втисни го сознанието дека стравот е сосема природен, дека стравот е еден од најосновните човекови чувства, дека стравот не треба да се игнорира, дека ако го потиснуваш и ако не го прифатиш, тој несвесно те блокира. Затоа, сега и овде, научи дека е многу важно да го прифатиш стравот кога ќе се појави. Дека од стравот не треба да се плашиш. Дека со стравот можеш да остваруваш и да делуваш. Едноставно прифати кога ќе дојде стравот. Со оваа медитација научи како да му посакаш да придојде. И на тој начин нема да му дозволиш да те блокира и да те парализира. Свесно вдиши, свесно издиши. И едноставно во овој миг посакај му да придојде на стравот. Така што ќе го замислиш
како да е тој едно мало, плишано мече. Кушни го визуелно во овој миг тоа мече и кажи му: ти благодарам. Ти благодарам што во мене ја будиш мудроста. Ти благодарам што во мене ја будиш љубопитноста, што ја будиш свесноста. Дозволи ми секогаш да те водам за рака и заедно да чекориме во деновите на патот на животот. Дозволи ми да ти возвратам што секогаш ме учиш како да се фокусирам, како да делувам кога е тешко, кога е предизвикувачки и како ме учиш да не се откажувам. Овде и сега, визуелно, силно кушни го тоа мече. Осети ја неговата питомост. Осети ја неговата бескрајна грижа за тебе. Ова мече единствено што прави е само што бескрајно има грижа за тебе. Ова мече е символот на стравот, што често расте во твојот желудник, што ти ги грчи рацете и нозете, што ти ги притиска градите, што ти го блокира здивот, ти ја мати главата. Сега и овде допушти во твојата глава да се разбуди некој голем страв од нешто што го имаш. И замисли го тој страв како едно мало невино мече, кој така само уплашено гледа во тебе, бидејќи единствено што му е грижа само за тебе, за твојата безбедност и за твојата сигурност. Допушти во твоето тело да се разбуди стравот, да ти го стегне стомакот, да ти го згрчи желудникот, да ти ги стегне градите, да ти ги блокира рацете и нозете, да ти се испотат дланките, да ти пристуди, да ти се замати во глава.
И кога тоа ќе го допуштиш, остани во тоа чувство. Остани во тие сензации во телото. Но во својата глава држи ја сликата на малото невино мече. Свесно вдиши, свесно издиши и осети како целиот притисок попушта. Попушта интензитетот на сензациите во телото. Твоето тело се смирува. Умот се опушта. Да, стравот физички те притиска. Има голем интензитет. Шета низ твоето тело. Има голема силина, силна динамика. Но кога го прифаќаш и си допушташ потполно да го почувствуваш, многу брзо неговиот интензитет се намалува. Стравот е неутрална енергија. Сега уште еднаш визуелно силно гушни го малото невино мече. Осети ја неговата питомост и топлина. Допушти да осетиш дека тоа само се грижи за тебе, за твојата сигурност и за твојата безбедност. И покрај се, безбедно е да се шеташ со него низ деновите. И кога е тешко, и кога е навистина предизвикувачки, ти можеш со него да се движиш напред и само напред. Лесно вдиши на носот и лесно издиши на носот. Полека врати ја свесноста за просторот во кој се наоѓаш и полека отвори ги очите. Продолжи со својот ден, носејќи го во себе сознанието дека стравот не е твојот непријател. Стравот е нешто што само бескрено се грижи за тебе, за твојата сигурност и безбедност. И секогаш
кога ќе почувствуваш огромен наплив на страв, како го грчи целото твое тело, само во своето срце, силно гушни го малото мече.